По 10 години Министерството за здравство ја ажурираше есенцијалната листа на лекови во државата. Во неа, меѓу другото, е воведена и никотинска терапија и контрацептивни средства. За прв пат листата вклучува лекови за контрацепција, како и лекови за никотин, заменска терапија. Би сакал да нагласам дека ажурирањето на оваа листа овозможува усогласеност со современите клинички стандарди и пристап до нови и ефикасни терапии. По законите на Светската здравствена организација, есенцијалната листа отсега ќе се ажурира на 2 години, но која е разликата помеѓу неа и позитивната листа на лекови? Разликата помеѓу есенцијалната и позитивната листа на лекови, така наречена, односно листата на лекови која што паѓа на товар на Фондот за здравствено осигурување, тоа што есенцијалната листа содржи препарати кои што државата на некој начин мора да ги има обезбедено во секое време, иако за некои од нив можеби и нема економска исплатливост. Меѓутоа, заради можноста за да се појават одредени заболувања, одредени патологии, мора да бидат присутни во државата во одредени количини кои што ќе овозможат лекување на таквите заболувања. Во однос на лековите за пациенти со ретки болести, за која постојано се тврди дека има недостаток, ali и денеска категорично демонтираше. Ви велам не точно и се шпекулации, за жал понекогаш поттикнати од приватниот сектор, и мора да бидеме транспарентни да ги наведеме и овие работи. Може да има ден-два во моментот додека увозниците ги увезуваат, но никако нема недостаток на лекови. Јас се заинтересирав и добив информација од институциите и ми рекоа дека се работи само за еден лек кој што касни не заради нас како институција, туку заради компанијата која што ја увезува.